Од аспект на создавање диви депонии и незаконско спалување смети и останати материјали кои го загадуваат воздухот, градскиот инспекторат во насока на намалување на загадувањето ги интензивираше контролите и дежурствата, со што во изминатиот период се изречени двојно поголем број казни во однос на истиот период лани. Контролите се спроведуваат со комбинирани тимови на инспектори за животна средина, комунални инспектори и комунални редари. Од град Скопје информираа дека овој период посетени се сите капацитети кои работат со беинтегрирана дозвола, а инспекцијските служби работат во 2 смени. Како што информираат од град Скопје за Прва Скопска, засилените активности и контроли на инспекторатот на град Скопје резултираа со драстично зголемување на бројот на мандатни казни, како и со превентивно делување со укажување на граѓаните како се депонира комуналниот отпад и каде треба да биде однесен и депониран отпадот како градажен шут и кабаст отпад. Во месеците септември и октомври има зголемување на изречени казни за 100% во однос на овие месеци минатата година и се изречени 269 мандатни казни. Дел од нив се пратени на извршител за наплата. Најголемиот дел се во вид на извршување општо корисна работа, како и 200 превентивни опомени за физички и правни лица. Зајакната контрола има и на градилиштата во сите општини во Скопје. Во овој период извршени се контроли на повеќе од 50 локации каде што се вршат градежни активности, при што на изведувачите им се укажува да не се излегува од градилиштата на улица со камион со валкани тркала и непокриени со церади. Висината на казните зависи од видот на прекршокот, каде истите започнуваат од 50 евра, казна за несоодветно фрлање отпад и одат нагоре поради честата појава за палење оган на отворено. Исто како и во минатата година, повторно ќе се активира бесплатната телефонска линија 193, на која граѓаните можат деноноќно да пријавуваат огнови кои што горат на отворено и придонесуваат за загадување на воздухот. По овие повици на терен ќе реагираат тимови комбинирани патроли, кои ќе бидат составени од лица од градскиот инспекторат, полицијата и противпожарната бригада и социјален работник.